Во услови на економска криза достигнуваат висина која потрошувачка кушничка може да си ја дозволи. Кравиот кашкавал почнува да се продава по цена од 600 денари па нагоре, килограм кравио сирење 400 денари, литар трајно млеко над 70, јунешкото месо 650 денари. Вице-премиерот Фатмир Битики вели дека неколку пати ги предупредил производителите на млечни производи да се однесуваат разумно. Министерот за економија Бектиши едва и чека да се изгласа законот против нефер трговски практики, но факт е дека храната станува се понедостапна за голем број граѓани и слаба утеха за нив е лутината на државниот врв. Голем дел од трговците според сведочењата на граѓаните ја користат економската криза за манипулација со цените и дополнително голема заработка. Што велат од Организацијата на потрошувачи, да знаваме од нашата соговорничка. Велам добро утро за господја Татјана Тасевска, правен советник во организацијата. Добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Актуелна тема на која што говориме утрово, почнуваме со тоа дека факт е дека ограничените маржи не даваат резултати, додека цените на светските бирзи паѓаат, кај нас вртоглаво растат. Предлог на властите е закон против нефер трговски практики, но додека тој го види светлото на денот, очигледно дека граѓаните ќе врзуваат се уште крај со крај. Какво е искуството во поглед на нефер трговските практики во Организацијата на потрошувачи изминативе месеци? Секако донесувањето на тој закон за нефер трговски практики ќе биде од користи за граѓаните, меѓутоа во моментот сме сведоци дека цените на производите постојано растат, дека мерката за ограничување на маржите не дава баш големи резултати. Граѓаните се жалат дека секојдневно цените на едни исти производи имаат повисоки цени. За неколку дена еден ист производ не за денар-два, туку за 10-20 денара е покачен во маркетите и дека од таа причина не се задоволни едноставно, односно сметаат дека ограничувањето на маржата не дава резултати, дали со тоа трговците манипулираат, дали навистина производителите им испорачуваат поскапи производи, ќе секако ќе кажат инспекцијските служби кои што би требало во овој период да бидат секојдневно на терен и да прават контроли во маркетите. Владата вели храна ќе има, ние мислиме како ќе ја купиме истата. Стигаат ли пријави до Организацијата на потрошувачи? Кој најмногу манипулира со цените? Големите ланци, маркети или пак индивидуалните трговци? Помалите? Во поглед на прехранбените производи стигаат поплаки од потрошувачите. Најмногу во поглед на цените се жалат секако на покачувањето на млечните производи, цената на левот, цената на зејтинот, она што е основно и што најчесто се купува. Дали големите маркети или малите продавници, тоа не може баш јасно да се каже. Најчесто поплаките се однесуваат на големите маркети, меѓутоа пак тие се ланци кои што, да речам, имаат можеби продавници многу повеќе во практично секој град или секоја населба во Скопје, и од тие причини поплаките повеќе се однесуваат на големите маркети, меѓутоа не дека помалите маркети не ги следат, односно тие секако ги пратат цените и во големите маркети, а и вообичаено цените на производите најчесто беа и повисоки во малите маркети, сепак нели тоа е локална продавница каде што не набавува толку многу производи, па и цените се повисоки, што значи дека нема многу избор било каде да купувате, секако цената е разлика денар-два. Пред само неколку дена пристигна информација дека граѓаните изминатиот период логично бараат да купат многу поевтино и барајќи да се купи поевтина храна не се посветува многу внимание на рокот и квалитетот на истата, па во тој контекст ме интересира дали актуелнава ситуација маркетите ја користат за да манипулираат не само со цената, туку и со роковите и квалитетот на храната? Секако, со кризата граѓаните почнуваат да си ги менуваат и своите навики. Се повеќе сите ние гледаме кои се производи на акција, ги пратиме каталозите на супермаркетите, гледаме кој производ каде можеме поевтино да го купиме.
Има производи на акција, вообичаено тие се со пониски цени, но маркетите често ја користат ситуацијата да тие производи можеби не се со поминат рок, меѓутоа се, да речам, кратко време пред истекување на рокот, па ние како граѓани сепак нели гледаме дека цената е пониска, имајќи во предвид колку ни е джебот на сите, гледаме да купиме со пониска цена, велиме секако за неколку дена ќе се изеде. Има ситуации да се пожалиле граѓаните и на купени производи со поминат рок. Овој период имаше поплакиво поглед на тоа дека некои од маркетите ги исклучуваат фрижидерите, па дека се расипуваат производите заради заштеда на енергија од друга страна и дека им се случило да купат посебно млечни производи, можеби со некаков мирис, расипани и така натаму. Меѓутоа, тоа е праксата, значи граѓаните се учат се повеќе да купуваат на тој начин и се надевам дека маркетите нема да ја користат таа пракса за потрошувачка на онаа роба која што не ми е потрошена и да биде со поминати рокови, а секако и овде ќе очекуваме Агенцијата за храна, која е надлежна институција, да има поголеми контроли и во тој поглед, односно да внимава на тоа дали се продаваат производи со поминат рок. И главното прашање кое што се поставува во оваа ситуација, има ли кој да не заштити? Споменавте дека пристигнуваат представки повеќе од вообичаеното за овој период од годината и она што ме интересира, како постапува организацијата на потрошувачи по пријава? Најчесто ние како организација на потрошувачи по пријава од граѓаните ја проследуваме до надлежната инспекцијска служба, регулаторно тело, значи некој кој што е надлежен во тој домен и бараме одговор што ќе се направи во тој поглед, значи како ќе се одговори на приговорот или поплаката на потрошувачите. Многу често работиме и со, можам да кажам, алтернативно решавање на некои спорови, односно се трудиме пред инспекцијските служби да посредуваме помеѓу трговците и потрошувачите. Имаме ние, баш и денеска во Стопанска комора еден семинар кој што се однесува на сертифицирање на компаниите, така да оние компании кои што се сертифицирани со знакот фер со потрошувачот многу повеќе и почесто ги решаваме споровите директно помеѓу самата компанија и потрошувачот. Добро е да знаеме дека има кој да не заштити, но каква е ситуацијата на терен, односно како реагираат трговците? Го менуваат ли однесувањето по пријава, по укажување? Па да. Се почесто го менуваат однесувањето, се трудат да излезат во пресред. Сега не сите. Има и трговци кои што не го прават тоа, кои што едноставно викаат што сакате правите, пријавите ме во инспекција, јас тоа така ќе го терам. Значи има и такви, меѓутоа не можеме сите да ги ставиме во тој кош. Има и трговци кои што регуларно по пријава се трудат да им излезат во пресред на потрошувачите. А споменавте добивате пријава и таа ја проследувате до надлежните институции. Каква е соработката со институциите со кои вие работите? Па соработката на организацијата на потрошувачи со инспекцијските служби е добра. И со Државниот пазарен инспекторат, и со Агенцијата за храна, и Регулаторната комисија за енергетика, АЕК, па и Народна банка. Значи имаме комуникација, имаме соработка, се трудиме да ја унапредиме заштитата на потрошувачите, меѓутоа секогаш има простор и поле за подобрување на соработката. Сметаме дека во овој период, секако сите инспекцијски служби, сите регулаторни тела треба да се натерани да контролираат за што се работи, дали има некои пропусти, бидејќи онака на потрошувачите им е тешко поради сето ова што се случува, па барем да нема манипулации. Трговците со храна не се единствените кои манипулираат со цените за време на криза. Кои други трговци се трудат да профитираат во услови во кои живееме? Секако, целата ситуација, значи покачувањето на цената на енергенсите, транспортните услуги, влијаат на цената на сите производи. Значи не е само покачувањето, најмногу се чувствува во доменот на храна, бидејќи сите ние мора да купиме храна. Секојдневно купуваме храна. Меѓутоа покачени се цените и на текстилните производи, и на техничките производи, значи на се она што е понудено на пазарот, исто така
и има покачување на цената, можеби во тој поглед немаме реакции, токму заради ова што ви го кажа, бидејќи можеби нешто што ни треба од технички производ ќе купиме еднаш во 5 години, а храна мора да купуваме секојдневно. Нефар-трговската практика е глобален проблем во услови на криза, не е нешто со што само ние се бориме. Каква е комуникацијата, да речеме, со колегите од регионот? Како тие се справуваат со нефар-трговските практики во услови на криза? Оно што јас можев да го видам и да го прочитам, да речем, и ваква комуникација со колегите, во Србија и Хрватска има малце поинакви мерки, значи таму се плафонирани цените на основните животни продукти, државата посебно на ранливите категории граѓани дава подршка дава и на малите бизниси. Еве, синоќа видовме на пресконференцијата и кај нас владата рече дека се подготвуваат нови мерки, дека ранливите потрошувачи секако ќе бидат на некој начин заштитени, да се надеваме, но сепак и таму и во регионот секаде цените се покачени и таму граѓаните реагираат идентично и како и кај нас, се трудат да купуваат поевтини производи, се трудат буџетот кој што го имаат да им стигне, меѓутоа сепак кај нив има малку една, да речам, по-позитивна работа што имаат плафонирани цени, па не се качуваат постојано секојдневно, барем оние основни животни продукти. Чекаме да видиме какви мерки ќе донесе владата и како ќе не заштити, што во меѓувреме, кои се механизмите на кои ние како потрошувачи можеме да се заштитиме од нефар-трговски практики? Единствено, оно што можеме да го направиме е, веќе и го прават потрошувачите, значи се трудат да купуваат таму каде што е поевтино, каде што можат да најдат поевтини производи, но секако треба да ги повикаме потрошувачите да, доколку сметаат дека некој трговец навистина манипулира, дека маржите ништо не значат, дека цените навистина рапидно се покачуваат, во тој случај или да не информира нас како организација на потрошувачи или да ги информира надлежните инспекцијски служби кои што во овој случај ќе постапат и ќе донесат некој решение. Тоа во овој момент е единственото нешто и можеме тоа нели јавно да го зборуваме, да бараме од надлежните институции да работат, да бараме од владата да донесе што поскоро мерки кои што од кои ќе имаат бенефит граѓаните, можеби побрзо да се донесе овој закон еве за нефар-трговски практики, тоа е единственото што можеме да го направиме. И сосема накоса пред крајот на разговорот, какво е вашето искуство еве како правник низ години во организацијата на потрошувачи? Инертни сме како население или пак се повеќе се едуцираме и ги бараме своите права? Па мислам дека со текот на годините, јас можам да кажам дека од 99-та година сум во организацијата на потрошувачи, се повеќе потрошувачите стануваат свесни. Ги бараат своите права, се јавуваат и кај нас, реагираат и директно до трговците, значи си ги бараат правата, се трудат да ги решат, меѓутоа има и инертни потрошувачи кои што затоа што не си ги знаат правата, не реагираат, туку затоа што понекогаш немаат доверба во целиот систем. И велат, ако вие не можете да ни помогнете лично, во тој случај, ако ме праќате, додам до надлежна инспекцијска служба, немам баш многу доверба дека проблемот ќе се реши и можеби поради тоа и не реагираат. Но целта на разговорот беше, впрочем, да кажеме и гласно да говориме за проблемот и да кажеме дека има кој да не заштити, имаме каде да пријавиме, дека институциите за сега, зборувам за вас и за оние со кои што вие комуницирате, соработуваат добро и се активни на терен, што е особено важно, особено во криза каква што живееме. Секако. Секако се мислам дека постојано се работи и на терен, дека еве и ние се трудиме да пријавуваме се што стигнува до кај нас, инспекцијски служби се трудат и работат на терен, сега маркети има многу, тие не се толку многу и така натаму, постојано има нели нешто што недостасува, но мислам дека во овој период ќе треба сите заеднички да придонесеме за да се подобри состојбата. Ние можеби како граѓани, еве ако нешто забележиме да пријавиме, да се трудиме колку што можеме да штедиме и во делот на енергенсите, да си направиме нели дома некој поинаков распоред, бидејќи навистина
е глобална кризата и секако ќе се осети секаде, а посебно кај нас. Госпоѓа Тасевска, благодарам за позитивниот одговор за гостување во Македонија наутро. Ви благодарам секогаш што има на располагање за било што е од наш домен на работа. Оваа тема секако ќе биде актуелна и ќе зборуваме многу и во периодот кој што следува. Благодарам.